Моите поранешни сопартици се профилираа како специјалисти за промашени тези и што промашуваат, меѓутоа многу често се толку некритични за да се ги проверат своите тези, дали воопшто држат вода во јавноста. Тие досега направија еден куп грешки за многу краток временски период, така да мислењето за мене и за мојата политичка партија на Социјалдемократскиот сојуз, верувате, ми е битно, меѓутоа не и многу, затоа што тие тргат од единствена побуда да создадат што е можно повеќе непријатели на политичката сцена во Република Македонија и мислам дека тоа и сега и од сега натаму доста скапо ќе ги кошта, ќе ги чини по политичките резултати кои што ги постигнуваат. Што се однесува до коалицирање со ВМРО-ДПМН, јас го земав примерот токму од Социјалдемократскиот сојуз и коалиција прво тие направија во Кичево, знаете, и во Струга и значи тие го нарекуваат Груевски дека е фашист и практично се здружија со фашистот. Против кого? Против другата најголема етничка заедница во Република Македонија, против албанците, што значи дека тие коалицираат со ВМРО-ДПМН. Сметам дека таквите изјави не кореспондираат со стварноста. Тие треба да се го запрашат до вчерашниот лидер Бранко Црвенковски, зошто, кога и колку пати се среќа тајно со раководството на ВМРО-ДПМН, кои се причините за неговите разговори, дали е во прашање Надеж 1 и Надеж 2, аферата која што гледаме дека се тргне од очите на јавноста и повеќе јавноста не слуша ништо, и дали некој за тоа добил концесија или финансиска евентуално подршка, за да ја насукува така опозицијата, значи целата опозициона коалиција, која што евидентно доживеат дебакал и на овие парламентарни избори, затоа што сакам да прашам, кој цацко го тераше Бранко Црвенковски и СДСМ да барат предвремени избори 2011 година? За да отиде, за да изгуби опозицијата. Повторно сега пазите што зборуваат. Зборуваат дека тие знаеле, тоа се изјави на генералниот секретар на Социјалдемократскиот сојуз, дека тие знаеле дека ќе ги изгубат овие избори, меѓутоа биле притеснети од мојата одлука, како јас сум одлучил да одам на избори, тогаш морале да одат и они, инаку они знаеле дека ќе одат на избори. Се постава прашање, ако знаеле дека ќе одат на избори, зошто бараа предвремени парламентарни избори? За да имаат дупли пораз? За да ја дозакопат опозицијата? Или тоа беше договор со Никола Груевски да што е можно подоцна отиде опозицијата на избори за да може да доживее ваков катастрофален резултат како што сега тоа го доживее? Која е таа политичка логика да одите на избори неподготвени? Да ја спуштите тензијата, да ја спуштите енергијата и потоа да се обидете да ја креда. Тоа исто како еден авион, кога вие го спуштате на писта и после најнаш да сакате да се кренете, веројатно ќе заринкате во писта.